Традиционално на крајот од годината, последниот учебен ден, доделуваме награди на сите основци и ученици во средно училиште, како и нивните ментори, кои што донесле било кој резултат од било кое надпреварување на општинско ниво, регионално ниво, државно и на меѓународни надпревари. Ние се гордееме со сите овие наградени деца од текот на годината, кои што покажуваат и докажуваат дека имаме квалитетно образование и во основните и во средните училишта, да се заблагодарам за квалитетните генерации, кои што навистина излегуваат од година во година се повеќе и повеќе од страна на учениците. Голема благодарност до сите директори кои ги менаџираат училиштата, меѓутоа пред се до наставниците и професорите кои директно работат со едуцирање на овие ученици и еве преку една скромна награда која што секогаш ја доделува локалната самоуправа, нека биде поттик за сите ученици до година што повеќе да се прејавуваат на различни надпревари, да учествуваат и секако да освојуваат награди. Сите овие награди ни се драги и на родителите, и на училиштата, и нас како локална самоуправа, меѓутоа и на сите граѓани на општина Прилеп, бидејќи наградите кои ни ги носат овие деца се награди на целиот град. Имаме преку 400 наградени ученици. Станува збор за разни награди од научните дисциплини, од различните предмети, од спорт, музика, навистина сестрани награди, а тоа значи дека Прилеп има сестрани талентирани деца. Нека за многу години му честитам за успешно завршената учебна година и на основните и на средните училишта, честито и на матурантите. Оние кои завршуваат деветолетка да се запишат таму каде што сакат во средно училиште, додека пак оние кои ќе матурираат да се запишат на факултети таму каде што му е желбата. Сигурно за 4 години и ќе ги гледаме како едни дипломци и академски граѓани во Република Македонија и во градот Прилеп. Инвестирањето во овие деца, бидејќи досега инвестиравме преку 12 милиони евра во основните и средни училишта, значи не само едуцирање, туку инвестирање, туку значи инвестирање пред се во сопствената иднина, бидејќи овие деца се иднина и на Прилеп и на Република Македонија. Колку поквалитетни кадри се продуцираат, толку поквалитетен живот треба да не очекува во иднина на Република Македонија. Овие деца еден ден сите нас повозрастните да не заменат многу поквалитетни. На крајот исто така му посакувам да имаат убав долг летен распуст, да се одморат, навистина да ги наполнат батериите за да наредната учебна година започна со нови сили во нови победи, едукација и учење и секако во чест на завршувањето на учебната година ги поканувам сите основни средни училишта, па и градинките тука да повелат да дојдат на Палачинкијадата во 18 часот во центарот на градот, кај споменикот Александар Македонски. Тоа е една традиционална манифестација да успешната година ја зачиниме со вкусни палачинки. За мене наградава представува голем успех. Успев да извлечам второ место на државниот надпревар народна техника во област електроника. Овде бев на регионално бев прво, а на државно исто во Прилеп се одржуваше и овде бев прво. Следната година исто се стремам да освојам некое место, ама на друга област. Може би тоа ќе биде роботика или нешто физика, ќе видим. Бев на меѓународен надпревар во Тиват, во Црна Гора и освоив второ место. Да, после долго вежбање на хармоника. Јас свирам виолина и зедов трето место на државен надпревар. За мене музиката представува се најубаво ми е кога свирам. Да, јас тоа го сакам, да. Територија на Прилеп, вклучувајќи го и музичкото училиште, сите наставници и професори, ментори и директори поздравени на еден исправен пат кој што да ви замените. Нема повеќе да должам, овдека едно кадро слики овдека и самите награди кои ги даваме, сепак организираме и палачинки, а тоа значи да имало да ги наполните во ви посакувам на тие кои се 9.
Nagradni učenici Blagica Blaževska i Lagana Nikolić. Nadprevar Delfina Apostolovska prvo mesto во Фрлан Чугле, ментор Исто Тошевски и Сара Сумладжиевска за прво место, значи ментор Марија Димовска. Александар Атанасовски трето место државен надпревар во природни науки. Čestitka. Александар Гулаповски за освоено второ место, месец на науката, значи по предметот хемија, и Михаил Стојановски, професор Павлина Ристеска, Андреј Трајковски за освоено државно првенство по географија, ментор Марија Петреска. Честитка. Ajde da se oba raspust večer na palačinki. Ajde. Pošao svojte mesto. Ajde oba fudbal večer na palačinki se gleda. Така? Да го треба да види. Треба да види. Климе тактички трябва да се освети батка. То трябва да одумаш. Да одумаш то. Лево. Честитка. И треба да се види патронато. Čestitka, što dajte? Ajde, minavaj. Ирина Јовановска, Мартина Јанковска, Матеја Кочовска, Антонио Талевски, Милена Танасовска, Сара Танасовска, Стефан Талевски. Знам кога ученик, така со нетрпение чекаме да дојде последно различни награди во различни надпревари. Таму, навистина ги изначи понатаму за другари, пријатели, вашите генерации и напорно со вас, за да на тие што беа претходно можат на факултет, таму кажеме и во стручни кадри, во наставни, во нас и реков работа